Ноември е месецот на машкото здравје, па затоа основната идеја на истиот е да ги поттикне мажите да направат редовна контрола и со тоа да го спасат сопствениот живот. По тој повод МН телевизија разговараше со специјалистот за урологија Димитар Кожухаров при клиничка болница Штип. Тој истакна дека најчесто машко заболување е карциномот на простатата, па затоа ова заболување може да се излекува ако навреме се јават пациентите на рутински прегледи. Милиони луѓе во ноември пуштат бркови и брадање, или тоа е машкоста, и се со цел да и покажат на мажите дека треба да одат на редовни контроли и со тоа да спасат живот. Најчести машки заболувања се карциномот на простатата и карциномот на бешиката. Овие заболувања може да се излекуват ако навреме се јават пациентите, така да со взимање на анамнеза, односно со испитување со одредени симптоми, понатаму со одредени клинички испитувања од типот на ехо на простата, земање на туморски маркери и со дигиторекталниот преглед можеме на време да го откриеме карциномот на простата и успешно да се излекува. Лицата над 50 годишна возраст потребно е да направат преглед кој е безопасен со земање на крв, кој помага многу лесно и навремено да се открие ова заболување, додава Кожухаров. Во клиничката болница во Штип се прават сите тие претраги и на крајот, ако е зголемен туморскиот маркер, правиме исто и биопсија на простата и така заокружени тие диагностички процедури. Ако се утврди дека се работи за карцином на простата, се прави и оперативно лекување исто така овде во клиничката болница Штип. Така да секој симптом кај повозрастните мажи над 50 години треба да го направат тој туморски маркер, кој што е само земање на крв, ништо опасно, и со тоа можеме многу порано и навреме да го откриеме ова заболување и да пристапиме кон нивно лекување. Инаку, ракот на простатата е еден од најчестите тумори и е втора најчеста причина за смрт од малигни заболувања кај мажите со тренд на пораст.